Во ова издание, растечки тренд на евроскептицизам. Денес само 32% анкетирани сметаат дека Северна Македонија е поблиску до Европската унија отколку што била во 2005. Криза со опиумот. Жените зависнички во Авганистан, лесна мета за регрутирање од терористи. Скулптура лоцирана во близина на театрот Линколн во Њујорк, символ за човековиот дух и издржливоста на погодените од пандемијата. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Во неновиот извештај на Комитетот за заштита на новинарите се посочува алармот кој експертите за заштита на слободата на медиумите предупредуваат со години. Убијците на новинарите честопати не завршуваат во затвор. Изминатата деценија CPJ објавија дека имало 278 убиства врз новинари. Во 81% од тие случаи ниту еден не е обвинет за злоделата. Тоа испраќа ужасна порака за новинарството. Секој може да замолчи новинар за неколку илјади долари да најми платен убиец, предупреди Комитетот за заштита на новинарите. Одиме понатаму. Аналитичари предупредуваат дека расте недовербата во Европската унија во Северна Македонија. Граѓаните гледаат се понизвесно кон иднината за членство во Унијата. Мики Трајковски прави сублимат на гледиштата. Одлагањето на евроинтегративниот процес на Северна Македонија до недоглед поради бугарската блокада ќе влијае и на растечкиот тренд на евроскептицизмот во земјава, коментираат аналитичари. Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика вели дека веќе се зголемува недовербата во ЕУ и оти сега многу помалку од граѓаните веруваат во известноста на перспективата за членство во Унијата. Истражувањето на ИРИ од јуни покажа дека денеска 32% на граѓаните веруваат дека Македонија е поблиску до отколку што била во 2005-та. Пред 3 години тоа била над половината граѓани, 57%. А 57 не веруваат. Значи 57 мислат дека е сега подалеку од членство отколку што била во 2005. Елмас Хасановиќ, безбедносен аналитичар, смета дека интеграцијата на Западен Балкан е заложник на домашните политики на одредени земји, членки на ЕУ, и оти евроскептицизмот е веќе видлив. Според Балканскиот барометар, спроведен од страна на Регионалниот совет за соработка, за 6% е намалена поддршката кај луѓето кои сметаат дека ЕУ е добра, позитивна работа за нивната држава. Ваквиот пораст на песимизмот е очекуван исход. Не само поради блокадата за почетокот на преговорите со Бугарија, туку и поради се поголемата свесност за неподготвеноста на ЕУ за проширување. Но најавениот економски и инвестициски план на ЕУ за Западен Балкан во висина од 30 милиарди евра представува силен сигнал за поголема економска интеграција на регионот, но и решителноста на ЕУ да се справи со се поголемото кинеско влијание во регионот, вели Хасановиќ. Тоа што очекувам во наредниот период е владата да ја подобри стратешката комуникација и овој план подобро да го представи кај граѓаните, бидејќи трети актори би можеле да искористат моменталната ситуација и дополнително да ја поткопат довербата и поддршката за членство на Република Северна Македонија во ЕУ. Одлагањето на почетокот на преговорите ќе се обидат да го искористат други регионални играчи, на што се свесни сите. Тоа е основниот мотив на Европската унија за да го задржи влијанието. Тука еко очигледно за сега не знае како не успева во тоа. Доколку ние не сме тука, местото ќе го заземат Кина и Русија. Тоа е стравот од страна на ЕУ, на тоа укажуваат и нашите политичари. Јорданова не е оптимист во однос на преговорите со Бугарија, бидејќи вели Софија постојано ги зголемува своите барања. Хасановиќ пак дека реално е да се очекува во втората половина на 2022 година да има раздвижување на работите и евентуално отстранување на блокадата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Зависноста од дрога се одразува и врз жените на многу начини. Во денешниот сегмент од серијата на Гласот на Америка за зависноста во Авганистан ве водиме во северната провинција Балк. Утрински сончеви зраци во Мазаре Шариф, главниот град на Балк. Ова е една од најнаселените провинции во северен Авганистан и Мазаре Шариф е четврти најголем град во земјата. Сината џамија датира од 15-тиот век, го направи градот популарен.
Мазаре Шариф е прибежиште за внатрешно населени лица од соседните провинции. Безбедноста во градот е главна причина зошто луѓето доаѓаат тука. Но градот стради од големо присуство на зависници од дрога. Локални официјални лица велат дека има повеќе од 300.000 во провинцијата Балк, вклучувајќи жени и деца кои што користат дрога. Лесната достапност до дрога води до повеќе зависници. Во градот, некои жени зависнички се бездомници, некои бараат пак за соништа на гробиштата во ноќта. Ова област е наречена Дашт Ешор. Ова се шатори на внатрешно населени семејства. Оваа жена живее во шатор и е зависничка со мрачна приказна. Имав 13 години. Татко ми не беше присутен кога брат ми и мајка ми ме омажија. Сега имам 31 година и сум загубена. Свекрвата ме тепа, таткото на сопругот ме тепа. Пушам опиум. Дури пиев опиум, но ме тепа да не го правам тоа. Мажот ме остави, имам 2 деца. Тој ме мрази и не ми дава да се вратам дома. Живеам во шатор, имам роднини, но не се грижат за мене. Зора вели дека не била навлечена на дрога по свој избор, туку дека семејството е виновно. Тие конзумирале групно за да ја намалат болката по телото, зашто работеле како ткаачи на теписи. Зора користи марихуана и опиум. Се обидела да прекине неколку пати, но загриженоста поврзана со бездомништвото ја враќала назад. Талка по улиците на Мазаре Шариф во ноќта, проси, собира ѓубре кое може да го користи. Ова не е нормална пракса за жени, зашто вообичаено не е безбедно жена сама да се движи во ноќта. Гласот на Америка ја придружуваше една ноќ. Зора раскажува како исплаќа за лошата навика. Раскажува како некој нудел превоз, но и барање за возврат од неа. Ткаам килими за да заработам. Користам опиум, а тој не е ефтин. Додека собирав ѓубре, застана автомобил и возачот ми рече ќе ме превезе и ќе ми помогне. Влегов во автомобилот. Тогаш возачот ми го покажа самоубиствениот елек и ме праша дали би прифатила да извршам мисија, а тој ќе ми плати. Реков не и истрчав од автомобилот. За крај на News Flash, уметникот Хорхе Родригес Герада во Њујорк откри уникатно уметничко дело наречено Прегратка во чест на сите погодени од пандемијата. За идејата и пораката повеќе од Нина Вишнева. Во споредба со неговите препознатливи дела, оваа бронзена скулптура тешка 200 кг и висока 3 метри. Изгледа минијатурно. Таа е дело на уметникот Хорхе Родригес Герада и е наречена Прегратка. Кога одите околу неа ви паѓа во очи визуелниот момент. Движењето е голем аспект на овој проект. Скулптурата ги рефлектира навидум обичните моменти што добија ново значење за време на пандемијата. Во тешки времиња, една прегратка некому би можела да значи се. Стана јасно дека сите сакавме прегратка, лек што ни беше потребен за сите, а не можевме да го добиеме. Бронзената прегратка е посветена на сите во светот кои психички и емоционално се погодени поради загуба на сакана личност, страв за сопствениот живот или загуба на работно место или дом. Центрите за контрола и превенција на болести на САД изјавија дека 42% од американците добиле симптоми на анксиозност или депресија од август 2020 до февруари 2021 година, што е пораст за 6%. Во неја има символ за кревање на свеста за менталното здравје. Идејата беше да има и 3 фигури за да не може да се препознае дали е женска или машка скулптура. Скулптурата е лоцирана во близина на театрот Линколн во Њујорк, каде, вели уметникот, ќе ги заштити човековиот дух и издржливоста на погодените од пандемијата. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.